Вчера во Министерството за економија достигнало дописот од страна на Стопанската комора или Сдруженијето на трговци. Ние ќе ги анализираме сите нивни барања, но треба да се има во предвид истовремено дека јас сум одржал состанок со Стопанската комора, каде што сме се договориле тие да доставуваат конкретни предлози, што досега не се доставени до Министерството за економија, што се однесува до делот каде што е надлежно Министерството за економија. А тоа е делот во подзаконските акти и во правилниците. Ние сме подготвени уште утре, кога ќе ги добиеме конкретните предлози, да навлеземе, да видиме дали можеме да направиме измени во овој дел. Што се однесува во делот, што е во надлежност на Собранието на Република Македонија, тоа треба да се обратат до Собранието, но конкретно да се обратат до представниците што го предложиле овој закон. Иако според моите сознанија, овој закон е предложен од страна на пратениците со консултации во минатото со пазарџите. Колку што памтам ја, значи пред 2-3 недели имавме состанок со Стопанската комора, тие има наведени 5 барања. Од тие неколку барања беа со измени на подзаконски акти и правилници, каде што се договоривме да ги доставува до Министерство за економија и ни веднаш како Министерство за економија ќе навлезевме на измени на подзаконските акти и на правилниците. А што се однесува до барањето за јавното овластување на стопанските комори, тоа е децидно предвидено во законот што бил усвоен од страна на Собранието во јануари 2018 година и ние тука не можеме ништо да преземеме, само да формираме работна група, да разговараме со пратениците, посебно со предлагачите и да видиме решение дали ќе може да биде најдено или тие нема да отстапат од тоа што го гласале.